Се надзираат и долго очекуваните реформи во јавната администрација. Минатата недела министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски најави дека 1600 вработени според рамковниот договор конечно ќе почнат да одат на работа. Поточно ќе им биде понудено работно место, а доколку не го прифатат, ќе бидат ставени на некаква си трансфер листа од каде повторно ќе може да бидат распоредени за потребите на друга институција. Повеќе во прилогот кој следи. Мал чекор за човештвото, но голем за реформите во македонската администрација. Преку 1600 вработени кои седеле дома за прв пат ќе имаат можноста да седнат позади биро. Лютви Дамири од Тетовско е еден од нив. Денес го очекува неговиот прв работен ден. Види, јас сум искуствен, не дека не. Али ова ми е малку чудно на мене. Треба човек малку да се привикнува. Да станувам рано така са бајле и да идам на работа во 10. Не си во 10, во 8 си на работа. Во 8? Па ја каснем више. Хајде, партнер. Хајде. Ај, партнер. Хајде. Ај. Хајде. Хајде, немој да плачеш многу, хајде. Лютви со ентузијазам се појави во институцијата каде што беше пречекан од неговиот шеф и колеги. Се надевам дека ќе го биде момчето, бидејќи му е прв ден на работа. Најбитно у цело ова ти е, за да имаш некој си редослед и пак кој ќе работиш, ти е увек прва карта да ти биде попот. Значи, мора да ти биде попот. Ама ние немаме ние оџа има. Демек нов е прв ден му е на работа, ама не е нешто многу зборлест, ама као имал 10 години искуство. Вајде некој експерт. Епа не знам дечко, солитер ова. Нема на албански некако нешто? Нема на албански, значи окей, за тебе оџа ќе биде, нема вез. Малце ни е тесно овдека бирово. Али ќе се навикнеме, ќе го разгазиме. Јас му порачав да се чувствува како дома. Тој ми рече дека дома веќе му рекле да се чувствува како на работа и сега тој не знае како да се чувствува. Малку му се измесени чувствата, но јас мислам дека ќе се најде баланс, мислам. Во таа смисла, ова. Види, ова е мал чекор за буџет, ама голем за мене. Палимендери многу.